Здраво на сите и добро дојдовте во втората сезона од подкастот Стартап револуција. Јас сум Ана, а вие сте сигурно тука бидејќи сакате да започнете свој бизнис или стартап или пак се интересирате за разговорот со мојот соговорник. Но, пред да гледате епизодата, тука сум да ви споделам нешто повеќе за нашите партнери Прокрај банка. Прокрај банка е банка во чиј центар се луѓето, бизнисите и животната средина. Веќе 22 години се пример за одговорност. И со цел да го подностават банкарскиот процес за сите кои што сакаат да имаат свој бизнис, те имаат креирано 3 пакети. Пакетот за млади предприемачи, пакетот за стартапи и пакетот за жени предприемачи. Посетете го нивниот вебсайт и запознајте се со нивните услуги. А со мене се гледаме во епизодата. Здраво на сите и добре дојдовте во најновата епизода од подкастот Стартап револуција. Денес имам чест да имам втората соговорничка во втората сезона на овој подкаст и многу ми е мило бидејќи повторно ќе зборуваме за бизнис кој што всушност е продукт, не станува збор за некоја си платформа, така што денес ќе зборуваме за премиум брендот на ташни, кој што станува збор исто за рачни изработки, кои што зачувуваат нашата култура, а исто така ни даваат нов осврт на конзумеризмот и како треба да се грижиме ние за себе и уникатноста, така да со мене денес ја имам Натали Ристовска од Јова. Добре ни дојде во Стартап револуција. Здраво, Ана, добро ве најдов. Како си, како ти поминува лето? Супер сум, фала на прашање, како си ти? Јас сум добро. Ние интензивно некако сме со припреми на Стартап револуција. Ние и самит, паралелно снимаме втора сезона, така да кај нас се секојаш активно. Стига е нас, како стартап во трета година, активно е и летово, нема одмор. Може би наредно. Спремаме нови работи и се работи. Да. Супер, многу ми е драго денес што ми си гостинка и да поразговараме маца за што се случува со Јова во последниот период. Има доста убави новости, особено со најновата колекција која што во април официјално ја видовме, значи Blossom. Сакам да ни споделиш нешто повеќе за идејата, кај се може да се најде таа колекција, што сочинуваше и инспирацијата, ама ова се многу делови, така да ќе почнеме од првото, што значеше на пример Blossom за тебе и како почна таа колекција. Оваа колекција почнавме да ја работиме уште пред една година, некаде на пролет 2025. Со започнување на пролета некако почнавме ние да се будиме. Колекција работам заедно со сестра ми, која што ми е партнер во бизнисот. Поздрав до неа. Некако Blossom представува цутење, будење на природата и свесност кај личноста. Така да имавме ние некои приватни трансформации, позитивни во нашите животи и така некако природно дојде колекцијата да се вика така. Секој дизајн представува одредена состојба кај жената. Не знам, слобода во движењето, енергија, радост, смиреност, самодоверба или нека трајна вредност. Конкретно е оваа тешничкава ринг представува самодоверба, бидејќи формата е инспирирана од круг, односно капка на дожд во вода, што значи безгранично движење, меѓутоа и дефинирање на своите граници во секој однос. Меѓутоа дозволуваш луѓето да пристапат до тебе, но имаш цврсти граници. Така да секоја ние ташна ја врзавме со одредена личност и освен Blossom како колекција, кампањата ни се викаше своја. И решивме, бидејќи оваа година решивме да се пласираме сериозно на македонскиот пазар како D2C бренд, direct to consumer, to customer, решивме да работиме, да земеме ликови за кампања кои што ни инспирираат и во одредени периоди во кои што се наоѓаат во нивниот живот. Сега конкретно оваа ташна ринг ја презентираше Катарина Ивановска, значи таа е стварно личност која што зрачи со самодоверба. Потоа имавме Лара Иванова, пеачката, која што некако цело време асоцира на среќа и радост. Она ја презентираше ташната Фјури, која што е инспирација од создавање на нова љубов и прегратка на два цвета. Имаме Марија Магдалена од Битола, која што без разлика ни с какви животни предизвици поминала, сепак е доследна и смирена во секоја незина акција и она е представува Луна. Имаме Иларија Кирилов со ташната бисера за трајни вредности, кој што, кажам, во секој цвет од ташната бисера има бисер кој што
суптилно се гледа, што значи дека во секој цвет, во секоја жена има бисер. Така да имаме и реса ташната, која што слободно движење и некако представува движење на ветер. Некако се дојде спонтано, природно, меѓутоа стигнавме до многу луѓе да се препознаат жени во одредени ликови, во одредена ташна на крај на денот, бидејќи ташната е нешто што го дефинира твојот стил. Како што кај мажите се часовниците, кај жените се ташните, тие се нели статусен символ исто така, доста освен клучен аксесоар кој што е дел од секој аутфит, некогаш дури и главниот дел од аутфитот кога го смислуваме како таков. го дефинира и треба да се смела да носиш ова. И ова не е за секоја жена, и ова е за жена што е своја, што има самоодборба и што знае да се носи со себе и не треба валидација од некој друг. Затоа имаме бренд што нема лого, visible. Меѓутоа, ова е дизајн кој што не можеш да го најдеш на друго место во светот. Карактеристични сме по оригинален дизајн и многу специфична рачна изработка која што ја има во Македонија и во неколку други земји. Па мислам дека да се биде свој, значи да се биде автентичен и автентичноста некако е сплет на сите емоции и карактеристики кои што ги имаме и сите тие се уникатни сами по себе и мислам дека тоа многу соодветствува на уникатниот начин на подготовка на секоја ташна и многу би сакала да го доловиме накратко процесот од дизајн до изработката на целата ташна. Сакам луѓето да го осетат трудот што е вложен позади за тие да го добијат финалниот продукт и што тоа значи кога е во нивните раце, кои се емоции и труд додека да биде нели свој. Да, и точно, секоја жена си го носи на свој начин и ние се инспирираме искрено од нашите клиенти. Како започнува? Најпрво правиме некои драфт дизајни, чисто да направиме пресметка колку материјал ќе ни треба и какви типови набојки имаме. Потоа го организираме тој цел supply chain, набавуваме материјали. Материјалите ги набавуваме од Европа, значи многу ни е битно тие да имаат да има сертификат на потекло, бидејќи ние сме етички бренд. Се што набавуваме од Италија, конкретно Милано, Бергамо и Фиренца. Потоа доаѓа процесот на изработка и развој. Зависи, некој дизајн треба скица, за некој директно идеме на прототипирање. Кога ќе се направи еден прототип, работам конкретно јас со плетачка професионална, која што е задолжителна за развој на производите во ЈОВА. Кога ќе се направи тој развој, зависи од дизајнот. Ева, конкретно ринг ја направивме многу брзо. Првиот прототип беше финален, меѓутоа направивме неколку за да видиме дали сакаме да има измени во дизајнот или не, меѓутоа со првиот прототип ние го решивме дизајнот, меѓутоа за некои дизајни ни треба и неколку месеци. Бидејќи немаме само плетење, во новата колекција имаме и вклучување на веганска кожа, речиси сите модели, освен ринг, се обложени со веганска кожа која се добива од остатоци од гроздја. И тоа интересно се каже, бидејќи ние ги пратиме сите трендови во светот за материјали, гледаме да користиме иновативни материјали, конкретно VGA, веганската кожа од остатоци од гроздја, користи Стела Маккартни, светски бренд. Така да ги пратиме трендовите и квалитетите и гледаме да не користиме материјали од животинско потекло. Потоа нели доаѓа процесот на плетење, формирање на тим, зголемување на тимот, во однос нели колку имаме испланирано за работа. Од кога ќе се изработи дизајнот, нели се работат деталите, имаме и метални елементи кои што ги ставаме. Секој дизајн се работи различно време. Од најбрзиот дизајни се работи околу 7-8 часа, до стигаме и до 30 часа, конкретно за ташната бисера. Сега не знам дали почнам да се работкава, да спомнам. Да, тоа јас сакав исто така да потпрашам, пошто таа представува со работка со уште еден македонски бренд кој што е дел, така да може да ни споделиш како се случи истата. Многу спонтано, мислам, ние планиравме, одамна беше дизајнот некако смислен, меѓутоа многу спонтана и убава средба имавме со фамилијата Талеви. Многу фини луѓе се, иако имаат толкава голема и долга традиција, сепак се многу сестрани луѓе. Многу убаво не пречека во Охрид кога отидовме со сестрами. Некаде крај на февруари, почеток на март бевме кај нив со првиот прототип
и ни требаше одма се договоривме што сакаме, околу 2-3 недели се изработуваа бисерите и потоа веќе дојде април месец за пласирање и сликање на колекцијата. Многу сме горди што таков бренд прифати да работи со unknown бренд како Јова, бидејќи ние бевме нови. Реално имавме една колекција со 2 ташни, претходно 2-3 ташни. Ја видоа вредноста во тоа што го правиме и направивме склоп помеѓу 2 македонски традиционални занаети, како што се хеклањето во Јова и емулзијата која што ја прави семејството Талеви повеќе од 100 години со оригинална формула за креирање на охридски бисер. И сметаме дека треба се повеќе да има вакви соработки за да ги зачуваме тие занаети, меѓутоа да не правиме традиционални парчиња, демоде, туку тоа да биде оригинален нов дизајн кој што сака да го носат млади луѓе. Точно. И нели таа традиција после се добива и друга форма, бидејќи станува дел од нечи живот и најчесто, иначе аксесуарите се нешто што се предава од една од друга генерација, особено кога станува збор за нешто автентично, така да после станува дел од нечи друг живот и оваа ташна имаше и својата аукција, одредено парче беше изработено за кое што направивте аукција, што мене беше особено интересно да го видам дека го направивте како предизвик, особено за вашите клиенти, луѓето кои се заинтересирани за вашиот бренд, бидејќи мислам дека е уникатен пристап на нашиот пазар. Никогаш до сега не била направена аукција за некој продукт. Така да може и за тоа накратко да зборниме, бидејќи мене ми е интересен дел од приказната конкретно за ташната бисера. Ташната бисера не беше на аукција, морам да те поправам, направивме специјално парче. Да, специјално парче, да. Единствено и се вика Езерска градина, која што е комбинација, односно инспирација од ташната реса со бисери. Да, точно, во право си, посебен модел беше, но и во него имаше бисери исто така, да. Бисери, да, од Талеви. Да, ова беше наш тест момент. Сакаме да правиме нови работи и да даваме поголема вредност кај нашите клиенти. Јова е комјунити, Јова е заедница, Јова не продава само ташна, Јова продава лајфстайл и сметаме дека нашите редовни клиенти заслужуваат да добијат автентично парче и да бидат единствени собственици. Така да, за прв пат во историјата на Јова и во историјата на македонскиот дизајн излезе едно парче на аукција. Тоа се случи, ако не се лажам, минатиот месец, да. Минатиот месец. И имаше така, во последните сати неколку заинтересирани жени кои што се бореа за дизајнот. И мило ни е што тој дизајн отиде кај девојка кој што е редовен клиент на Јова и има навистина убав извор на ташни. Да, би сакала да прикажеме сега фотографии, сигурно ќе имаме во монтажа понатаму од како изгледа Езерска градина. Да, во право си, јас поради сличноста со бисерите и го измешав тој момент, но фала ти за корекцијата во однос на тој дел. Сега моделите кои се наоѓаат во колекцијата Blossom, покрај тоа што сите заинтересирани може да ги видат на онлайн шопот на Јова, сега може да ги видат и во City Mall, во рамки на Урма, така што дали може нешто повеќе да спомниме за соработката на Концепт Сторот, како се случи ово да се појави таму и што значи тоа денес за Јова? Многу сме среќни што сме дел од Урма. Урма е концептуална продавница специфична за македонски дизајн и многу сме горди што постои нешто такво во Македонија. Тоа за Јова представува многу битно место за откривање нови клиенти, меѓутоа и за соработка со други македонски дизајнери. Конкретно имаше таму дизајнери кои што ние не ги познававме, меѓутоа еве баш вчера конкретно снимавме контент заеднички, така да и тоа е некој вид на комјунити. И многу убава можност за соработки. Се сложувам. Особено бидејќи некако ти дава пристап да видиш можеби што се случува со другите брендови кои што се нели во истата линија на градење на нешто што е уникатно, а и самото искуство во самата продавница е доста убаво и пријатно, се осеќаш како сегде да има по некој диамантче што треба да го откриеш. Да, е мотивација да гледаш брендови дека работат и се мачат на моменти. Од друга страна е многу убаво директен контакт со клиенти. Значи тоа е богатство и нешто што
треба секој бизнес оунер да го прави со своите клиенти, така највеќе се учи, гледаш што сакаат и освен нели што сме присутни ја и сестра ми и продаваме директно во Јова, во таа продавница на моменти, исто така да напоменам дека се уште јас и сестра ми во Скопје ја вршиме директно доставата до клиентите. Да, за ова сме зборувале исто така за време на еден на настаните што ги имавме тука, баш го напомена тоа дека ги доставувате вие лично продуктите. Да, учиш кои ти се клиенти, го учиш патернот. Да, така да и исто така ги слушаме и кога правиме нови колекции, слушаме што сакаат, исто преференции за бои, за форми, така да битно е да се слушаат, бидејќи ако нема продажби на крај на денот немаш бизнес. Да, се служувам. И уште нешто што интересно е дека со секоја ташна имаш можности да запознаеш историјата на ташната, така да можеш да ни споделиш како тоа се случува и како тоа е вметнато и од каде идејата да постои тоа како дел од секој производ. Лани во септември бевме на сајм со сестра ми во Милано и таму се запознаме со нашите партнери за дигитален пасош. Секоја ташна од новата колекција во Јова вклучува дигитален пасош. Што значи тоа? Тоа значи дека секоја ташна има NFC чип, кој што доколку го скенираш со телефонот, може да дознаеш цела приказна на производот. Со тоа сакаме да кажеме дека Јова има затворен животен циклус, што е многу битно кога купуваш денес и тоа не дели од сите брендови кои што викаат дека се одржливи, а лажат. Тука не може да лажеме бидејќи целата технологија се заснова на блокчейн, која што работат нашите партнери, аутентика. И таму може конкретно клиентот кој ќе купи да види од каде ги набавуваме материјалите, кој е одговорен за дизајнот, каде се изработува дизајнот и кои се сите вредности на нашиот бизнес. Исто така има можност нели да си to claim ownership of the bag, значи да се регистрира со имејл, освен како физички производ и дигитално секогаш да биде фишан он како собственик на таа ташна, пред да реши да ја препродаде. Да. Супер, баш интересно и многу убав момент од целата приказна на Јова и мислам дека апсолутно се вклопува во однос на вашите вредности, тоа што сакате да го постигнете. Да, дојде многу природно и не ни требаше посебна припрема, бидејќи ние тоа сето го правевме. Значи, се што правиме вистина, не... И е многу битно од 2027 година, доколку сакаш да продаш во Европска унија, а викаш дека твојот бренд е одржлив, мора да го имаш овој дигитален пасош. Така да и европски регулативи се менуваат и ние ги пратиме тие закони. Што мислам дека е особено важно. И да го најдеш соодветниот начин тоа да го направиш, сепак да биде дел од продуктот соодветно. И сега, одно што ми е интересно, кога ја објаснуваше кампањата конкретно за Blossom, те замисли вака со капчена креативен директор за се што се случува. Како беше да се биде во таа улога? Особено знаејќи дека во кампањата ќе бидат дел ликови кои што позади себе имале соработки со други брендови, имаат долгогодишна кариера, преговорите за како сето тоа да се случи. Како што кажа, ова е прва поголема колекција на која што настапувате на пазарот. Како изгледаше тоа? Што ти беше најголемиот предизвик и најмилото нешто во цел тој процес? Најголемиот предизвик беше проширување на тимот. Бидејќи бевме претходно 2-3 жени, професионални плетачки, а за да направиме колекцијата ни треба 7. Да, понатака можам и да зборам подетално нели за овие работи, а другиот, тоест не ни беше предизвик за да направиме кампањата. Тука конкретно заслужна улога има сестра ми, тоа е нејзиниот дел, она ја прави таа стратегија. Меѓутоа, како и да е, заедно ги контактиравме личностите кои што се дел од оваа кампања и можам да кажам дека тоа е многу голема предност да бидеш од Македонија, бидејќи е многу полесно да стигнеш до тие ликови, со кои што со некои имавме претходно работено, со неки лично ги познаваме. И многу сме срекни што прифатија на прв состанок и беа баш и они срекни да бидат дел од оваа кампања. Така да брзо се случи
И реализацијата у 2 дена се снимаше цела кампања и некако договарањето идеше многу брзо. И многу интересно да напоменам дека конкретно сите девојки ги погодивме со ташна, па дури боја. Вау, добро. Ние решивме нели конкретно тие бои, тие ташни да идат за нели за таа девојка, меѓутоа им рековме доколку сакате друга ташна, слободно кажете, нели ќе направиме нека промена. Сите се пронајдоа во Тоа е многу убава синергија и некогаш се случуваат такви моменти, може се многу миниатурни, ама многу значат во поголемата слика на сето тоа што се спрема. Бидејќи без разлика што и да правиме, сметам дека нашата енергија во вложениот процес дава и плюс додадена вредност на сето тоа. Значи, има некогаш нешта кои што можеби ги правиме механички, пошто се дел од некоја секојдневија, ама моментите кога дополнително ќе одвоиме енергија за нештата и некојаш се поклопат коцките, носат нов моментум. Да, енергијата е многу битна и оваа колекција беше инспирирана од убави нешта и убаво се разви. Мислам дека таа топлина ја почувствува и нашите клиенти и сите нови луѓе што не запознаа со оваа кампања. Сега за тоа што кажа дека изборуваме малку подоцна, ние зборуваме нели како изгледаше колекцијата, кој беше мотивот, каде се може да се најде. Сега ајде да се свртиме бизнис страната на ова. Што изгледаше кој нели оперативно за да се спроведе се во какав временски период се реализираше и нели може да го помениме кои беа тие моменти на предизвици во однос на проширување на тимот, можеби нели до обука на луѓе кои што ќе се вклучат и како се во англиска терминологија имаме еден онбординг процес за некој да биде дел од тимот. Како изгледаше тоа за Јова, особено познавајќи дека сте функционирали на доста помал капацитет претходно. И за да обучиш некој ти треба време. Да, имаше помал капацитет бидејќи беа помалце дизајни. Да, тоа беше голем предизвик и некако колекцијата подолго се формираше што треба. Планиравме да завршиме за 4 месеци, а завршиме за 8. 8 месеци. И една од главните причини беше ради тоа што доцна го проширивме тимот. Дури на моменти, тоа еднаш годишно ми се случува, ќе се откажам, не можам веќе. Но конкретно баш за Јова, тоа се случи во јануари месец, во февруари веќе ние го направивме тимот. Процесот траеше, интервјуа правевме недела дена, мислам, интензивно, значи имавме и оглас на Инстаграм, спонзориран, меѓутоа и конкретно преку контакти наоѓавме. И препораки? Да, со препораки наоѓавме професионалци во својата работа. Како и да е, колку и да се професионалци, ова ние што го правиме е малку поразлично тоа што се правило во Македонија. Иако станува збор за хеклање, ние носиме и иновативни елементи во техниката, а плюс тоа никој досега нема работено конкретно со вискозна рафија во Македонија. Така што процесот на обука за еден дизајн, ако си професионалец во својата работа, е околу 2,5 недели. Да, така да процесот е многу долг и изработката е долга и нормално е да е толку долг процесот на изработка на целата колекција. Меѓутоа научивме и лекција тука, дека тоа треба порано да се прави, бидејќи последниот месец останавме без пари. Не имавме пари нели за 2-3 месеци екстра, меѓутоа да, веќе во април месец ние немавме пари да функционираме. Како беше тој момент кога бевте како, окей, сега што е следниот чекор, кога се пошто нели имаш ограничени ресурси? Види дека го формиравме тимот, јас отидов и во Милано да се видам со производители. Други завикам, окей, може би треба да го дадам, да го делегирам ова на некој друг да го работи. Меѓутоа, таму што ме дочака, видов дизајни кои што се многу полоши изработени од тие на Јова. Збориме за компанија кои што работа за светски брендови, со кои што јас претходно си имав запознаено. И тука сватив дека Јова има навистина голема вредност. Значи, тоа што ние го правиме како производство е значајно на светско ниво. И тука сватив дека бизнисов вреди. Да, и ми се смени мајндсетот скроз кога се вратив и викам не го давам ова на никој, ова е најголемата вредност. Една од најголемите вредности што има Јова. И тоа беше поривот нели да се продолжи понатаму дури кога изгледаше. Веќе си функционираше тоа, меѓутоа нели секако треба да бараш и други моменти кога ќе фати некоја криза и за сите работи треба да збориме тука. Да. Да.
Да, значи првичните проекции биле нели дека за 4 месеци би требало да се реализира за 8 месеци креирањето. Сега во однос на финансирањето на цел овој бизнес и бизнес моделот на Јова, како ова функционира, верувам дека од некои првични зацрти кои што си ги имала на почетокот, кои што патем ти ми сподели еднаш дека Ова не требаше да биде бренд за ташни. Така да може од таму да почнеме. Во суштина, како се променил или кои биле најголемите промени во бизнис моделот? Дали било од аспект на цената која што се нудела, дали било од аспект на supply chainот во некои аспекти, ако може тоа да не го доловиш? И зошто не требало да бидат ташни прво? Види, вредностите секогаш биле исти. Од тоа не сме отстапиле емисијата. А каков производ ќе биде, настанале промени и многу брзо ги направивме тие промени. Тоа е затоа што ја и сестра ми имаме голямо искуство за себе. Подоцна почнавме со бизнис со 10 годишно искуство, 15 работно. Првата замисла беше да се прават джемпери со мерино волна. Меѓутоа свативме дека за да изработиме еден джемпер, ние треба да го направиме во 5 различни величини, па да има различни бои и да се направи нели поголема количини. И свативме дека тука ќе ни треба поголема инвестиција и повеќе време за изработка. И затоа некако не беше намерно, меѓутоа јас бев вратена тој период у Македонија, беше меѓу Нова година и знам дека отидов на Битпазар. Конкретно во еден магазин, што уште го посетувам некад. И барав материјали што се природни, покрути и што ќе може да се направи нешто со нив, не знам. И така не спонтано излеза да направам ташна, ама ташната мене ме прати цел живот. Не знам. Од првата стипендија на факултет купив една ташна. Значи цела годишна стипендија јас купив една ташна. Потоа не знам за роден ден другарка ми подари рачно изработена како скулптура ташна. А во исто време јас ја почнувам Јова со сестра ми, ја почнуваме и го направивме првиот дизајн на ташна. Викам, од кај знаеш, пошто не знаеше никој за тоа. Да. И така некако почнавме со ташни и конкретно зашто овој материјал го одбравме, затоа што е еден од ретките кој што може да држи структура, а е природен. Повеќето се вештачки материјали што се користат за ташни. И сега како изгледаше бизнис планот од првиот пат кога се решивте дека окей, сега преминуваме на ташни? Да, направивме неколку прототипи и следниот процес со материјали што ги имат рука. Ова зброиме се случува дека ја и сестра ми цитираме друга работа. Чисто е... Која година е ова? Чисто да им долуѓе на луѓето колков период зборуваме. Ова е 2023-та. Почеток, така мислам. Го тестираме синџирот на снабдување и производството, дали тоа може во Македонија да се случи. Значи ова се случи од јануари до април, мај месец некада. Работиме со 500 евра тотал. И повеќето пари ида за шипинг. Значи, ама сепак пробуваме да направиме нешто, гледаме дека може да се работи тоа производство, гледаме кој материјал ни одговара, кој не одговара. Викаме, окей, ова е окей материјал, меѓутоа не е финале, меѓутоа ајде да направиме веб страна, да видиме чисто да пуштиме на Инстаграм нешто. Во меѓувреме се отвара повик за некој грант, ние аплицираме и го добиваме грантов и така решаваме уствари да влеземе во бизнес, инаку без пари немаше да влеземе. Затоа што свесни сме дека треба. Сега до каде ќе идеме, нели како викаат на пушти си ги нозете колку што ти е долга чергата. Направивме проекти колку може да направиме со тие пари од грантот и така ја развивме првата колекција што вклучуваше исто 2 ташни, значи таа ја нема на веб страната. Тоа беше како пилот исто. Чисто да видите како ќе пројдат првите модели. Па да, реално тој грант служеше повеќе за тестирање на се. И затоа се добри тие грантови за стартапи. Затоа што со тие не може да очекуваш никакво ревење дека ќе направиш, меѓутоа да тестираш се supply chain, производство, дизајнот како ќе помине на пазарот и дали си спремен за повеќе. Да. Тоа беше првата година, мислам, и тука веќе посериозно влеговме.
не знам, веќе почнавме да истражуваме и за надвор, а инаку моделот на Јова вклучува многу сегменти, дизајн, развој на производ, организирање на синџерно снабдување, производство, маркетинг и продажба. Значи сите сегменти ги работиме внатре во Јова, имаме тимови веќе, не сме сами јас и сестра ми, меѓутоа структурата на бизнисот и стратегијата работиме ние две. Конкретно каков бизнес модел имаме, највеќе сме фокусирани студират на продажба до клиентот, D2C, меѓутоа работиме различни модели во различни земји. Во Македонија, еве со Сурма сме B2B2C, а во странство работиме највеќе B2B to B2B. Значи преку платформа продаваме до други продавници. А лани имавме и тест фаза работење B2B to B2C. Да, ми зборуваше тогаш за тоа. Сега, исто така оно што ми го сподели еднаш приватно додека разговаравме, е моментот за интересот за овој бренд во Лондон, што би било нешто што конкретно Англија како пазар, не било нешто што било мапирано како следен чекор. И ме интересира како одеше процесот на тестирање конкретно во некои држави и реакциите од првите продажби, кога ги добиле продуктите клиентите и слично, значи како тоа изгледало тој процес. Да, ние пробувавме многу, различни модели. Конкретно лани тестиравме два модели, B2C надвор од Македонија со минимален буџет за маркетинг, но свативме дека тој модел не функционира, пошто во денешно време не е доволно ти да бидеш присутен само на ads, туку треба конкретно за овој бренд луѓето да стекнат доверба во него, да направиш комјунити, па тек тогаш да почнат да го купуваат, така да не иде така лесно надвор од Македонија да се пласираш директно до клиентот. А втората, тоест три опции, едната е директно со платформа до други продавници, иако ние директно ги доставуваме и комуницираме со нив, што е многу добро. И третата опција беше да се пласираме на една платформа во која што клиенти директно купуваат производи, најразлични производи. Таа платформа ја има во Лос Анџелес, Њу Јорк и Лондон. Зборам физички присутна, а онлайн продаваат на секаде. Ние добивавме нарачки од различни места во светот, дури и Австралија, што многу ни изненади. Ама највеќе ни изненади тоа дека во Лондон највеќе се купуваше Јова. Ние повеќе чекувавме Шпанија, Италија, Франција натака. Меѓутоа сепак тие што живеат во Лондон се тие што патуваат на летни дестинации и Лондон е светски град, таму има секакви луѓе и има пазар за секој. Да. Конкретно имавме интересна ситуација и многу убаво чувство е, валидација ти прави на производите на Јова. Само што стига нарачката, ние добиваме нотификација од партнеров што ни прави шипинг. Женава немаше ни пола сат, нарачува втората шно. Вау. Значи тоа е нешто што стварно вреди, Се сложувам комплетно. И исто така за моментот дека имаше некои мини модели кои што клиентите ги купувале за себе, но и за своите ќерки. Дека ми спомнуваше, значи имаше некои такви моменти и како тоа уште трае. Уште трае, да, тоа спонтано излезе. Дека имаше едно видео со сестра ми, внука ми на Инстаграм и така некако се отвори тој тип на пазар, да кажам, и мали девојчиња да ги копираат своите мајки и се што трае. Значи тоа е конкретно Силви колекцијата, багетот и микротешничката. Значи тие што онака ги освоја. И се уште купуваат така, мајка со ќерка. Ама тоа е многу убаво. Кој не би сакал да биде? Да, сите сакаат, како мајките да се. Да. Па тие се првите моменти. Дека поврзувањето, јас ден денес, особено дали во облека или аксесуари, секогаш позајмувам нешто од мајка ми или некогаш сакам да ми остане, да знам дека е од неа и дека го носам со мене. Така да тоа е многу убаво. Сега што е следно за Јова?
Иначе ова е многу интересно. Кога имавме средбата пред подкастот, и јас се прашувам Натали за наредните 2-3 години, што е планот? Натали како чекај, јас имам план за наредните 10 години. Да, не го кажам да не се случат, иначе ќе кажам. Може би ако гледаме идеалистички во однос на чувството и каде треба да биде овој бренд, што е тоа што сакаш да ни го споделиш, како ќе го живееш? Види, сакам Јова да има по една продавница барем во една светска метропола и тоа е целта, нели, треба да биде целта на секој бизнис ваков според мене. И работиме на таа цел, нели, со наоѓање партнери. Не може ние да сме секаде присутни, а во однос на тоа што ќе правиме следно, да се вратиме на земја. Спремаме 2 нови колекции, треба да излезат во наредниве месеци. Едната ќе биде колекција за свадби, ташни за невести или bridesmaids, и уште една колекција која што ќе биде изработена со Мурано Монестри. Да. Така да тоа е ново што треба да се случи до крај на оваа година, и за наредна некои други планови имаме, меѓутоа нема се уште да откривам за тие работи. Тоа е супер. Значи наскоро очекуваме 2 нови колекции што ќе произлезат, што тоа е многу за работи. Интересно. Да, има доста. Едно нешто исто така што мислам дека што сакам да го предискутираме е дека покрај финансирањето од грантови ви имате еден инвеститор кој што е во Јова моментално. Како се водеше одлуката за кој би сакале да влезе дополнително во бизнисот и да го поддржи истиот, бидејќи сметам дека одбирањето на бизнис партнер е клучен кога се носат одлуки. Значи, треба некогаш да дојде некој во бизнисот не само со финансии, туку и поради вистинската причина зашто треба да биде тука. Кој период се случува тоа и како се одвиваа разговорите? Многу спонтано се случи. Инвеститорот не поддржа од самиот старт. Не знам, тоа беше почеток на 2024, мислам. Тогаш почнаа првите разговори, случајно се запознавме на некој настан. И што е битно, во првата фаза на бизнисот не ти треба човек што ќе ти даде само пари, туку ти треба некој што верува и ќе ти биде ветар во грб, зборам, ќе не мотивира и ќе помага со неговите совети и со неговите контакти. Тоа е целта, мислам, на Бизнес Ангелот, не се битни само парите и така некако ние се поводевме според тоа во изборот на кој ќе не биде инвеститор. За Јова искрено имаше заинтересирано повеќе инвеститори, меѓутоа понекогаш и избор на повеќе инвеститор може да представи главоболка за еден стартап, затоа ние решивме да идеме со еден, бидејќи веќе бевме покриени со грант. Имавме пари за да работиме, да кажам, меѓутоа ни требаше некој што ќе ни биде поддршка и што ќе биде наш ментор, и така некако се погодивме со нашиот инвеститор. Имаме слични вредности и на вистина е вистинска поддршка во Јова. И кој е можеби најдобриот совет што сте го добиле од некој што дошол како партнер и инвеститор? Вака низ периодот на соработката. Во цело време има нешто. Нема откажување. Не се откажува. Тоа мислам и знаеш, кога имаш тешки денови и кога ќе може да седнеш со човек и да те мотивира. Мислам мотивацијата што ја дава. Мислам дека тие се најважните нешта. Никогаш и само да бидеш сослушан? Не само да бидеш сослушан, некако да ти го смени расположението и да те мотивира и да сватиш дека си на прав пат, бидејќи никогаш не знаеш, ти го правиш прв пат овој бизнис. Секако и он немал ваков бизнис, меѓутоа структурата на правење бизнис без разлика во кој сегмент си е ист. Така да е доволно да те мотивира да каже, окей, на прав пат си, не се прави бренд преку ноќ, особено не луксузен бренд. Значи треба време за тоа и треба, мислам, исто видите се, нели, слични сме и тука и ние сме многу со структура, со сестра ми, така да си пратиме KPIs и кога веќе тоа иде добро, окей, ако не иде, правиме промена. Убаво е некој да те сослуша и да те мотивира. Супер. Таа поддршка мислам дека многу значи и долгорочно. Покрај тоа што исто така имаш и сестра ти,
покрај тебе во цело ова искуство. Како се промени вашиот однос од почеток, од претходно до почетокот на бизнисот сега? Вашата динамика, дали може подобро се осознавте во различни улоги, кои сте и како функционирате? Многу повеќе се зближивме. Ние до душа цел живот се дружиме, уште од деца, мислам, главни организатори на игри умало бевме. Она е постара од мене, јас бев таа што цело време идеше со нив. Блиски сме, да, односот се промени, станавме уште поблиски и некако кога работиш со некој цело време, многу повеќе се гледаш. Ние сме речиси 24 заедно, и приватно се дружиме и професионално. И многу пораснавме со овој бизнис. Дури и приватно, не само професионално, туку бизнисот те тера да растеш и да правиш промени. И многу е битно кога го имаш најблискиот човек до тебе, што знаеш дека ти мисли добро и ќе ти сугерира за работи што не ги правиш добро. И дека треба да направиш промена тука. Така да тука мислам дека се зближивме и стануваме се подобри заедно. Кои се нејзини карактеристики што ги цениш? Она е многу постабилна од мене и знае да ме смири, тоа е највеќе што ценам. Да. Така да кажеш смира во однос на емоции? Во однос на мене. Темперамент, значи различен темперамент. Јас сум многу потемпераментна, она е многу посталожена, посмирена и да, тие се различни сме, ама многу добро заедно функционираме. Тоа е многу важно, да имаш различна перспектива. Обично со голем дел од founders и co-founders кога зборувам со основач и нивниот коосновач, најчесто се тотално различни во некои аспекти. Ти се црно и било, ама и толку заеднички работи некојаш имаат во однос на тие што вредностите. Тоа е нешто што им е најважно. Друго, во однос на што сакаме, што не интересира, тука може да бидат комплетно други личности, ама стоиме за истото нешто. Да, истите вредности ги носиме, заедно сме растени, се дружиме цел живот, ама карактерно сме различни и да, она е таа што смирува. Дури и сега веќе знаеме конкретно за одредени работи да се поделиме. Ти терај го ова, си го знаеш подобро, јас си го терам ова, подобро сум тука. Мислам, веќе ги поделивме работите. Порано на почеток се правеше секој, ама од друга страна е интересно тоа што и јас и сестра ми имам искуство во различни работи претходно и тоа помага да се шифташ од одредени работи во денот, не знам, едитирање видео, зборање со партнер supply chain или не знам финанси, сметководство. И интересно е што она може да остане на пола нешто да ми го даде да го довршам. Така да исто тоа си го правиме понекогаш нели кога не се стига, ама конкретно со развој на последната колекција се поделивме целосно за менаџирање одредени работи. Затоа што тешко е, мислам, не знаеш кој што ќе направи кога станува гужва. И тука лутење може нели да се случат. И си бара веќе структура кога станува посериозно нештото, бара да се распределат нештото. Која е твојата позитива, која е на сестра ти? Пошто кажа дека претходно сте имате долгогодишно, мислам, 10 години искуство нели во други области. Која е твојата позитива, која е незината? Пред да се слуша тој мешап. Па слично е на ова што го правиме. Јас сум дизајнер по професија и работев и развој, не само дизајн. Развој, контрола на производство, истото што го правам во ЈОВА со производството и некако исто избор на sustainable материјали. Тоа ми е водечката професија и тоа и го работев, дури имав еден стартен бизнис на 21 година, исто со производство. А сестра ми, она е по професија компаратист, меѓутоа цел живот работи во маркетинг, во модна индустрија. Да, она конкретно работеше за американски бренд и конкретно работеше во стартап кој што стана милионски бизнис. И таму буквално работеше се од бренд менаџер, комуникација со клиенти, развивање на структура на customer care и сите тие работи, маркетинг менаџер. Така да ги помина сите тие работи што денес е вредност во ЈОВА. И тоа како значат? Супер. Сега исто ме интересира твоето работно искуство, беше целосно тука или беше еден период во Милано?
па потоа се врати пред да ја почнеш Јува, како се одвиваше тој период од животот? Тука почнав да работам многу млада. Додуша работев и кај моите во фирма од 12 години, ама баш работев сметководство, финансии, бројки гледав. Така да од дета нешто работам, а сама почнав негде на 20 години да работам, уште пред да завршам факултет. И во меѓувреме направив некој стартап, што го развив до продажба и после решив да заминам во Милано. Во Милано отидов на мастер, некако влегов во комфорт зона во Скопје и немав простор каде јас можам да напредувам повеќе професионално. Ми требаше повеќе од тоа што ми се нудеше тука. Во тој период немаше ни многу фирми каде што може да работиш ти дизајн на производи и нема доволно програми за мастер. Така да аплицирав за стипендија. Добив стипендија од мојот факултет. Вирпул ми беше фирмата која што ме стипендираше. И таму бев на мастер 2 години и уште 3-4 години продолжив со живо таму, работев и асистирав. Работев во студиото на мојот професор и асистирав на факултет. Така да се беше поврзано со дизајн. Многу убав период беше, меѓутоа ми требаше нешто ново, некако стигнав до каде што требаше да бидам таму, или требаше да го променам работното место, иако сменив исто 2 позиции. Имав многу убава позиција, бев баш организатор на цел тим кој што работеше. Меѓутоа стигнав некако зад креативниот директор, убаво искуство, меѓутоа ми требаше нешто повеќе, нешто свое, бидејќи цело време јас и сестра ми паралелно имавме ние приватни проекти, дека работевме и за други. Така да некако и спонтано се случи, спонтано ми не толку да решиме да формираме наш бренд. Конкретно јас добив нова понуда за работа за многу познат бренд и сестра ми ме скара, ми вика ако сега не ја почнеме Јова, кога? Тоа беше речевачкиот момент. Да, ме скара, вика сега ако го прифатиш ова работно место со фултайм работа, нема да направиме ништо. Така да преземав ризик и решив да се фокусирам на тоа што ми е страст, меѓутоа во исто време и знаење, вистинско знаење кој што го носиме зад себе, кој што може да го направиме во еден успешен бренд. Супер. И кога сме веќе тука, бидејќи има многу луѓе кои што го слушаат нашиот подкаст, кои што можеби размислуваат да започнат нешто свое, или можеби се на прагот на јас имам една идеја кога ќе биде моментот. За сите што не слушаат и размислуваат за нешто свое, која е твојата порака до нив? Што можеби треба да истражат? Дали и тие треба да имаат сестра што ќе ги скара и ќе биде како што правиме сега? Се шалам само во контекстот на кој е моментот кога треба да пресечеме, што треба да бараме? Дали е повеќе акција, нема секогаш да имаш само доверба да решиш дека сега е моментот? Што е твојот совет? Тогаш имаш најголема самодоверба. Мислам, што помлад, то подобро. Што помлад се знаеш, толку подобро. Значи, храброст, треба да си храбра, во секој случај мора да си храбра за да почнеш бизнес. Иначе не може, ќе си бидеш нели вработен на едно место. Мислам не дека тоа е лошо. И таму можеш да напредуваш, меѓутоа треба посебна храброст за да почнеш бизнес. Мама да, совет е да почнат што побрзо, да тестираат и да не ги чуваат идеите во фиока, туку да направат прототип и да го тестираат на пазар, да видат кои се нивни клиенти и да прават цело време промени и грешки. Тоа е лекцијата и ние што научивме. Колку побрзо грешки правиш, толку побрзи нови чекори носиш, успешни и од искуство можам да кажам дека секоја грешка, секоја година дупло парично се зголемува. Така да треба брзо да се прават тие грешки за да да стигнеш до одреден постакуван резултат. И дека не треба да биде совршено. Треба само да пробаш. Да, тука јас имав исто така ситуации, пошто на почетокот сакаш се да изгледа перфектно или инстаграмот се да е совршено, типографијата, фотографиите, едноставно бизнисот нема време за тоа, особено кога немаш пари, работиш со мал тим. Треба да прегледаш низ прсти тоа што не е битно. Тоа што е најбитно е што ти носи продажба и на тоа да пазиш да биде добро.
Значи како ќе стигне таа порака до клиентот. Се останато може да прегледа низ прсти. Супер, фала ти за тоа. И исто сакав да бешам бидејќи го спомнати финансирањето што го имавте преку грант и со вашиот инвеститор се сретнавте на некој настан. Тие некои моменти кои што се како инструменти за поддршката на млади бизниси, стартапи се дел од цел овој екосистем во кој што функционираме и ме интересираше твоето гледиште во однос на поддршката моментално што се нуди за луѓе кои што отпочнуваат свои бизниси без разлика дали станува за нешто што ќе биде скалабилно или односно ќе има брз раст и станува збор за некоја технологија или некој продукт кој што добро се развива. Како ти го гледаш? Што мислиш дека е нешто што треба да се подобри? Каде треба да можеме да донесеме повеќе партнерства, соработки, менторства, што е тоа што не достига, што е тоа што мислиш дека функционира? Види, јас кога се вратив бев изненадена од екосистемот во Македонија, за неколку години веќе имаше многу голема промена. Пред да отидам во Милано, немаше воопшто стартап систем. Или можеби не беше толку прочуен. Така што во нашиот период на вистина има сериозна поддршка, барем во нашата година имаше многу програми, па и вие мислам почнавте со Среќа. Да, почнавме со имам идеја инкубаторската програма, која што ние почнавме 2023. Да, па тој период. Да, ние тогаш завршувавме уствари, не бевме дел за тоа. Така што има програми кои што може да те подготват, не знам, формирање на бизнес модел, сите тие value proposition. Конкретно јас ги работев тие на факултет на мастер во Милано, кој што не спрема конкретно за дизајн како се развива тој бизнес модел. Така што некако тука бев малку спремна за тие работи, меѓутоа програмите значат. Мислам дека доволно има и ментори и програми. Во однос на грантовите, има разни типови на грантови, ние аплициравме на различни, добивме различни средства. Конкретно, се не знам дали со имиња можам да... Конкретно, првиот грант нас не беше од ФИТР и Нова, и тој беше наменет баш за стартапи. Мислам дека максимум беше околу 40.000 евра што може да се добијат и беше едноставен процес во кој што му се дава поддршка на стартапот да направи нешто и да има можност да сгреши. И ние го земавме тој, мислам не со таа сума, меѓутоа сепак успеавме да го добиеме тој грант. Така што тие грантови значат и се надевам повторно ќе има за стартапи и мислам дека процесот на аплицирање треба да остане ист. Да не се комплицира, бидејќи стартапите немаат време за администрација. Имавме и такво искуство во кој што изгубивме година и пол со апликација и добивање на грантот и тоа искрено донесе последици во стартапот. Така што треба внимателно да се размислува каде се аплицира и колку тој грант ќе донесе и за кој временски период во стартапот. Се сложувам. Од аспект на можеби настани партнерства што вас на пример ќе ви користи на наредниот период како некоја поддршка која што може да се обезбеди, што е клучно. Особено кога станува сега момент за пристап и на нови пазари, што верувам дека ќе следниот кормаца подлабоко во однос на тестирањето. Освен финанси, што ќе ни требаат нели за посериозно производство, ни треба и партнерства. Значи ние веќе бараме сериозни партнери кои што ќе сакаат да го работат нашиот бизнис надвор од Македонија. Така да ако некој го слуша овој подкаст и е заинтересиран, може да не контактира. Зборам сериозно кој што сака да го развива на други пазари. Супер. Во однос на се во ова што го разговаравме до сега, ако имаш можност, бидејќи го спомена моментот дека некогаш еднаш годишно имаш момент на може ќе се откажеме од ова, може е too much. 3 дена. Да. И сега ако гледаш наназад на можеби Натали пред година, 2-3, што е нешто што би сакала да си кажеш на себе, гледајќи од оваа гледна точка? Да правам почесто грешки и да не се судам толку многу, можеби, да, тие се двете работи. Го спомнав и претходно. За во однос на тој момент на перфекционизам. Па не, ама и кога ќе направиш грешка, знаеш, ти викаш и како не го знаев ова и онака си ставаш при срце. Да. Ама не, едноставно тоа е нормален процес, исто како животот. Значи бизнисот е многу сличен со животот, со одлуките што ги правиме и во приватниот живот и професионално, значи како ги бираме пријателите, така го бираме и тимот. Значи истите вредности се. Да.
Се слушам. И сигурноста што ја чувствуваш, бидејќи не знам покрај своите луѓе се чувствуваш сигурно кога имаш тим кој што нели ги има тие квалитети, се чувствуваш сигурно да правиш и поголеми чекори. И некогаш посериозни, нели, како да кажам, тестирање, може ќе се грешки, може би ќе нешто што ќе научиш, може ќе се исплати ризикот кој што ќе го превземеш, но си сигурност, тимот со кој што го создаваш си. Да, види, треба да си свесен до каде одиш и нормално сега не збориме за фатални грешки за бизнисот, туку ова се некои работи кои што може да ги направиш и без да бараш помош, што може да се грешка или не. А за веќе посериозни чекори е убаво да се советуваш со некој што е поуспешен од тебе пред да одлучиш, меѓутоа одлуката секогаш треба да ја донесеш сам, односно сами ние, пошто сме две. Да. И сега, дали може би и ова ја разгледува идејата за понатамошна повторна инвестиција, кога веќе помине одреден период со оглед на тоа дека ќе има 2 нови колекции, дали е нешто што се размислува интерно? За нов инвеститор не, меѓутоа бараме, како што спомнав, партнери кои што ќе сакаат нели да инвестираат во ова во процесот на продажба и маркетинг во друга земја. Супер. Да. Така што Таков тип на инвестиција. Слуша Да. и Ако се слуша, интересира, нека но ова е можноста. Од диаспората нека се јави. Ама тоа е клучно, никогаш не знаеме до кој ќе стигне некоја порака и што ќе се случи понатаму. Јас смитам дека треба да се зборува за нешта за кои што целиме, бидејќи некогаш ќе стигнат до вистинските уши и ќе има убав исход. Така да. Деваме. Јас верувам во ова што го правиме и работиме по сите стандарди, имаме оригинален дизајн и стварно на светско ниво се само неколку вакви брендови. Така што верувам дека за ова има место. Само треба време, трпение и вистински партнери. Се сложувам. Дали има уште некој sneak peek што може да не го дадеш за новите колекции? Некој хинт кој што може нема ништо да ни открие како Easter egg. Тоа е вистинскиот ствари збор. Спомнав се дека ќе има монистри од Мурано и бела колекција, дека спомнав, не знам друго што да кажам. Не, како и да ќе биде модификација на ова што го има до сега, нема да биде од нула. Меѓутоа ќе биде модификација за одредени настани. Okay. А кога од прилика може да ги очекуваме? Па наверојатно крај на септември првото нешто, за другото до крај на годината. Добро. Океј, супер. Натали, дали има нешто што може би пропуштивме, што сакаш ти да го спомнеш за Јова, што не го фативме? Мислам дека фативме речиси се. Да. Тоа стана уште. Може некојаш кога ќе се прослушам, ќе има може би нешто што ќе биде плюс. Секогаш има некој таков момент. Но фала ти многу за се што сподели, мислам, од процесите кои што ги имат интерно, до како започна приказната, што е тоа следно што целите, како тестиравте нови пазари, мислам дека се интересни аспекти, особено кога станува збор за бизнис кој што има продукти, особено толку уникатни колку вашите. Така да ти благодарам за се, ми беше многу драго што ми беше гостинка денес и што имавме можност да се позборуваме. Фала ти многу, Ана, и мене ми е секогаш мило кога ќе ме повикате и навистина во се поминувам тука. До толку што и луѓе почнуваат да те препознаваат дека те виделе тука. Во Стартап Клуб Скопје. Да. I'm following the positive vibes. Среќа. Да, баш супер. Фала уште еднаш и фала ви вас што не гледавте и останавте до крајот на оваа епизода. Доколку имате некои прашања кои што ви интересираат за брендот, слободно поставете ги во коментар. А со мене се гледаме во следната епизода на Стартап Револуција. Поздрав!